Добар ден, започнуваме со нашиот вебинар, како веднаш да започнам со онлайн продажба. За почеток би сакал да ги исклучите вашите мобилни уреди, да ги исклучите сите нотификации од вашиот лаптоп, од вашите мейлови, календари, за да можеме заедно да го проследиме овој вебинар. Исто така, би било убаво да имате една тетрадка или парче лист хартија со вас и пенкалце за да може да ги запишете главните поенти од овој вебинар. Би сакал да му се заблагодарам на Горан од R3 Infomedia, кои што се организатори на овие серии на вебинари, заедно со Владимир, директорот на R3 Infomedia. Инаку, R3 Infomedia е позната по своите 3 брендови, од кои што водечки е Златна книга и двата брендови, тоа е маркетплейсот Market Connect и Inman Mac. За тие кои што не ме знаат, јас сум Ванчо Костурски од Агенцијата за дигитален маркетинг Олон Веб. Оваа карикатура која што излезе од Том Фишбурн, еден од, според мене, најпочитуваните маркетари на денешницата, најдобро ја отсликува сликата за моментот во кој што живееме. Кога разговаравме за дигиталната трансформација, најчесто го имавме овој одговор, а тоа дека дигиталната трансформација е години пред нас и дека не верувам дека нешто во догледни 10 години, нешто во догледно време ќе се смени и треба да се смени. Меѓутоа се појави овој Cannonball, оваа огромна воловна топка, челична топка за рушење на згради и буквално ваква е во моментот ситуацијата со електронската трговија и со дигиталната трансформација. Како кај нас, така и во светот. Додека COVID-19 бранува ни светот и истиот го принудува светот и бизнисите да се вртат кон иновации и ги менува и начинот на кој што живееме и начинот на кој што работиме. COVID-19 или овој коронавирус предизвикува бизнисите брзо да мора да ги менуваат своите модели на работа, зависно од тоа колку е загрижена нивната работа и колку приходи губат. Минативе 3 недели, една порака е јасна и гласна. Или ќе се адаптираме, или ќе не снема и како луѓе, а ако не нема како луѓе, ќе нема бизнис. Основата на економијата е довербата. Довербата се гради преку комуникација, а комуникацијата е антипод и најмокното оружје против COVID-19. Комуникацијата и економијата не смеат да престанат, а ние мораме да се прилагодиме и да живееме со COVID-19. COVID-19 ја јакне дигиталната инфраструктура на државата. Во држава, како што е Македонија, која што е на последното место по знаењето, разбирањето на медиумите или медиумската писменост, оваа ситуација покрај сите негативности што ги носи, кои што за жал се трагични често пати, ја јакне дигиталната инфраструктура на целата држава. COVID-19 ги тера луѓето забрзано да се прилагодат на работа од дома и на изолација. Забрзаното учење на дигитални решенија за состаноци, настава, обуки и многу други активности им овозможува на многумина да ја согледаат можностот и предноста на дигиталната технологија. Доколку пред 2 недели некој ќе ми кажеше дека, пред 3 недели некој ќе ми кажеше дека ќе има таков раст на e-комерсот во Македонија, дека часовите по карате ќе се случуваат на Zoom, дека децата ќе учат преку Skype, преку Zoom и дека ќе користат такви дигитални алатки, едноставно ќе речев дека е тоа невозможно. Меѓутоа, самиот вирус, самата изолација го прави своето и повторно ќе кажам, покрај сите негативности, оваа ситуација ја јакне и ја зајакнува целата дигитална инфраструктура на државата.
Некои луѓе стануваат свесни дека патувањето во друга земја, само за состанок, или од крај на крај на државата и не е толку битно и дека со видеоконференциските повици можат да бидат ефективни и да направат ефективен состанок. Би се прашале што бара Стоиле во цела оваа приказна за дигитална трансформација. Столе ни е потребен затоа што еден од начините на адаптација е и пивотирање. Столе е прекрасен пивот или пикер. По дефиниција неговата функција е дека треба да биде во срцето на противничката одбрана и негова цел е да ги задржи противничките одбранбени играчи на линија од 6 метри или да ги блокира со своето тело. Или да ги одлече на друга страна, со тоа да им овозможи на бековите од неговиот тим да имаат простор за удар кон противничкиот гол. Столе со својата робусност од над 120 кила, предпоставувам, успешно ја врши оваа функција, а пивотирањето во бизнисот е процес на промени во бизнисот, адаптација, прилагодување или метаморфоза. Задржуваме при тоа се што досега сме научиле за нашиот бизнис, го менуваме начинот на реализација или го менуваме нашиот производ. Најдобриот пример за тоа е групата околу 3D принт медицинска опрема, целата екипа околу доктор Ненад и се што тие прават за заштита на здравствените работници во овој момент. Ги имаат знаењата, има пасија со 3D принтерите и произведуваат заштитни маски, со веќе цел систем на производство, кој што бесплатно им ги делат на здравствените работници. Ова е типичен пример на пивотирање со јас до сега не видов во другите земји, огромна социјална компонента и ја не знам како оваа држава на овие луѓе еден ден ќе им се одолжи. Зошто е добро? Затоа што голем број на бизнисмени, голем број на бизниси, Златна книга, многу поголеми бизниси донираа пари и овој тим прави во моментот чуда. Стопирањето на ширењето на COVID-19 на медицинските лица, сега веќе и за другите професии како што се полицајци, обезбедување, пожарникари, идат на тоа да ги заштитат и касиерките. Повторно ќе кажам, е пивот, е операција која што досега ја немам сретната. Искрено им благодарам на сите за се што прават за сите нас. Неколку примери на пивотирање во овој период. Зене Азири е моден креатор од Скопје. Мислам дека е Нури дизајнерот, тој со капчето, инаку попотекло од Македонија, а еден од најдобрите врвни дизајнери кој што работи во Париз, кој што стои позади еден Стинг, еден Кристофер Ламберт, инаку девојката до него е таа девојка кој што го пилотираше својот модел со појавувањето на коронавирусот. Незиниот брат, кој што е инаку мотивацијски говорник, објави, бидејќи беа револтирани од начинот на кој што некои луѓе се обидуваат да заработат во цела оваа приказна со короната, започнаа и го пивотираа својот бизнис од моден дизајнер да започнат да прават маски и да шијат маски за да ги донираат за најзагрозените, затоа што во тој момент таа недела имаше дури недостаток од маски за медицинските лица. Ова се маските кои што тие ги шијат и кои што ги донираат за медицинските лица. Овој вирус прави многу бизниси брзо да го променат својот модел на работење, користејќи ги постојните ресурси за да создадат нова вредност, за да го заштитат бизнисот и да преживеат. Сите ги познавате крофните од хром
инаку ова е статија од минатата година, дека 16 години не спијат навечер и дека работат само ноќна спена, и имаат специфично работно време од 5 до 2 часот наутро. На почетокот на март месец, ја сменија дури својата локација, од Хром се префрлија малце понапред на Партизанска во Влаја. Меѓутоа се случи корона и се случи уште една адаптација на нивниот бизнис. А тоа е работа преку ден. Значи, се учиме дење да работиме, а ноќе да спиеме. Зошто? Затоа што тоа е единствениот начин овој бизнис да обстане. Ова е нивното работно време, од 8 до 15 часот, нивните вработени, нивните нови простории и како тие пивотираат со својот бизнис модел. Третиот бизнис модел, кој што пивотира, кој што имам конкретни примери во овој момент, е Асеана Ројал Спа, тоа е спа центар за традиционални источни масажи со автентични масери кои што потекнуваат од државите кои што ги имаат најдобрите масажи, и тие работнички се исто тука, не се отпуштени од работа, не се вратени во своите земји, се случува коронавирусот и ја започна оваа кампања. А тоа е: платете сега, добивате 50% дисконт во моментот кога ќе заврши кризата, вие ги користите ваучерите. Имаат супер приходи, кампањата е прекрасно смислена, искрено им помага околу реализација на кампањата и целиот процес, и се едни од ретките кои што веднаш напочнавија адаптирање на нивниот бизнис модел. И ова е лидерот на пивотирањето, тоест лидерот на бизнис кој што брзо се адаптира, а тоа е Anheuser-Busch, и во самото нивно лого го имаат ставено тоа. 165 години и идеме натаму на тешка работа и иновации. Anheuser-Busch, помеѓу другите пива, ја произведува Короната, сега веќе не ја произведува, ја стопираше, ја има Стела Артоа, го има Budweiser, кој што е водечки продукт. Во почетокот на векот, на негде 20-тите години во прохибицијата, кога било стопирано производството на алкохол, Anheuser-Busch прават пивотинг и се адаптираат и започнуваат да произведуваат биво со Б, кое што е безалкохолно пиво. За секоја една катастрофа која што се случува во Америка, јас велам се уште не истражен и нов континент, често има и катастрофи, и торнада, урагани, поплави, земјотреси од големи рамки, сега им се случува една тешка катастрофа со COVID-19, тие се првите кои што помагаат на Американскиот Црвен крст и секогаш дел од своето производство го стопираат и започнуваат со ботлирање, тоа е со флаширање на вода, и така го прават за секоја една криза која што се случува поголема во Америка. Страшен маркетинг, страшна социјална одговорност и најдолу, ако го гледате, вели Budweiser can do this. Budweiser, ние го правиме ова. Што се случува во оваа криза? Budweiser иде чекор понатаму, освен водата која што има класичен производ секогаш кога има криза. Во оваа криза тие започнаа да флашираат санитајзери за миење на раце, антисептици, гелови за миење на раце. Што е COVID-19 дигитална трансформација, феномен од како ќе се стиши ова све, што ние ќе треба малце подлабоко да го размислиме. Ова е слайд на кој што се прикажани какво влијание има врз бизнисите, иначе поземен од Ернест и Јанг од Европа, а инаку овој конкретно слайд е работен од Ернест и Јанг Србија, кој што е надлежен и за Македонија. Значи, најголемо влијание, најнегативно влијание и најголемо и најнегативно влијание и веројатност за
тоа негативно влијание има на туризмот и на угостителството. Тоа е крајниот, јас би го рекол минусен тренд, и најпозитивно и најголемо влијание има на e-комерцот. Втора категорија се телекомуникациите и медиумите. Се поставува прашањето од каде да почнете. Во ситуација кога големите шопинг молови се затворени, имате опција за електронска продавница. Само една бројка. Во 2019 беа активни 1000 продавници. E-commerce беа активни 1000 продавници. Само во март се поднесени барања за 117 продавници. За да го разбереме концептот на e-commerce, ќе се вратиме на еден слайд кој што повторно го кажуваме и на нашите вебинари и на нашите предавања. А тоа е да го разбереме маркетингот во 5 минути. Прво, треба да ја дефинираме својата публика. Да ја привлечеме со содржина или да плаќаме реклами. Ја привлекуваме со содржина или плаќаме реклами на основните канали. Тоа е нашата веб страна, на социјалните медиуми и на Google My Business. Најминималните канали на кои што треба да сме присутни. Како? Со 3 содржини. Како да направите нешто, како да направите добра бренд приказна и таа да ја презентирате и како да забавувате. При тоа, собирате мејлови, ретаргетирате и започнувате со продажба. Продажбата зависи од еден фактор, а тоа е колку сообраќај, колку посети ќе дојдат на вашата страна. Нашата дефиниција од нашата стара фирма, од Rebate Networks и колектива, е e-комерцот е еднакво на многу конверзии на квадрат. Потоа, мериме и оптимизираме со Google Analytics и повторно се враќаме назад. Тука се поставени и две големи платформи, едната за B2B и за B2C, тоест за крајни купувачи и за компании, како што е Market Connect, и едната само за физички лица кои што можат да ги огласуваат своите производи. Market Connect, еден од водечките производи на Airtree Infomedia и Реклама 5. Кои се предностите на овие платформи? Врвен приоритет е да имате ваша страна. Тоа е вашето кралство. Затоа што кога имате ваша страна, овој процес го заокружувате во целина. Кога одите на Marketplace, убавата работа е што веднаш можете да почнете. Недостатокот на веб страната во овој момент на криза, во овој момент на брза интеграција е спори одлуки на банките при дозволи за продавање на онлайн и трошоци кои што ги плаќате веднаш. Предностите на Marketplace-от, како што е Market Connect, е што започнувате да продавате веднаш. Има и поволности од страна на Airtree Infomedia, а тоа е дека во наредниот месец, освен банкарската трансакција, не постои друга провизија која што ја плаќате кон Airtree Infomedia, за разлика од другите платформи кои што велат дека се платформи кои што наплаќаат 10% од секоја трансакција. Во овој момент, за брзо стартување напред, Market Connect е идеална платформа за да започнете со e-commerce. Вашата веб страна, вашите социјални медиуми поврзани со вашата малечка продавница на Market Connect. Тоа е убавата работа и овој цел еден екосистем кој што го има Airtree Infomedia поставено, а тоа е златна книга како најголемиот бизнес листинг и како водечки производ, кој што е поврзан со Google My Business, кој што ја поврзува е врзан со веб страната на фирмите, а за e-commerce е решението Market Connect. Значи, во еден ден, буквално во еден ден, да го поставите вашиот бизнес, да биде поставен вашиот профил на Google My Business, да биде поставена вашата веб страна и да започнете продажба. Решение идеално за малите бизнеси како веднаш да започнат со e-commerce. Без да размислуваат,
без да се прават големи планови, без да се прават огромни трошоци, како веднаш да започнете да работите и комерц. Според мене, ова е идеално решение кое што постои во регионот. Соработувам и со бугарските и со српските колеги и истите се на тој став. Ваквото решение за малите бизниси е идеално да започнат и да имаат одредени приливи. И при тоа да ги искористат навиките кои што сега ги градат купувачите, а кои што навики утре ќе останат, а вие ќе имате време да направите добра e-commerce страна, добра стратегија, добар план и добра поставеност на социјални медиуми со јака порака кон вашите идни потрошувачи. Ова е пример за бизнис кој што започна да работи со R3 Infomedia и со Inone MK, тоа е сладкарницата Крин, директно загрозен со оваа цела криза. Пред великденските празници ги објавија својата понуда, страната беше веднаш направена и нивната понуда беа овие мили броди, великденски торти и великденски јајца. Истите, откако ќе кликнете, носеа на Market Connect, да може да се нарачат, а да се подигнат во нивната продавница. Брзо и идеално решение, повторно ќе кажам, за малите бизниси да веднаш започнат да генерираат приходи. Задоволни се собствениците затоа што им се врати животот. Нешто што до вчера за нив беше непоимливо, денес им носи средства за живот. Ви благодарам на сите што бевте присутни. Вашите прашања секогаш можете да ги оставите и да го контактирате Горан од Златна книга на неговиот мејл gorand@zkmk или на неговиот телефон 078 246 801. Од името на R3 Infomedia, на Златна книга, на Market Connect и на Inone, од името на Владимир и Горан и од моје лично име и Олон Веб агенцијата за дигитален маркетинг, ви ги честитаме великденските празници. Бидете дома, бидете на сигурно и се гледаме на следниот вебинар. Ви благодарам.